Добар ден и добре дојдовте во првото студио за оваа работна недела. Ова е вашето отворено студио, информативно и забавно. Со мене Владко Чаловски и секако колешката Јана Јосифовска. Така е. Добар ден, почитувани и од мене, и ајде да го започнеме денот со ред. Како што имаме пракса во ова отворено студио 1, ќе го стартуваме, односно ќе погледнеме извадоци од петочните разговори на колешката Јадранка Костова, која што ги имаше во вечерашното отворено студио 1. Потоа во овој прв блок, како гостин, односно не може да го наречеме гостин, туку ќе ни продискутира малку за временската состојба во следниот период колегата Славчо Поповски, бидејќи како што и претходно најави, не очекуваат можеби малку изненадувачки високи температури, што секако не е на одмет, верувам дека никој од нас нема да се буни. 14 часот и 30 минути, време резервирано за вестите на 1 ТВ и колегата Александар Петрески. Со мене и со колегата Владко Чаловски повторно се гледате во 15 часот и 20 минути, каде што гости ќе бидат Урце Данчевски, кој што е FIDE тренер, и Нела Јулевска од IQ Excellence. 15 часот и 40 минути, време резервирано за анализа на светските настани и случувања со колегата Дејан Андоновиќ. Повторно се враќаме со следниот блок со колегата Чаловски нешто пред 17 часот. Како гости ќе ги имаме Лорета Георгиевска Јаковлева и Сонја Стојменска Илзесер, председателка на Друштвото на писатели, меѓутоа и двете се професорки на Институтот за македонска литература. Главното прашање е секако поврзано со вклученоста на македонските автори во лектирните изданија, поводот секако објавениот нов список на лектири за децата во основно, бидејќи во текот на изминатата недела беше во фокусот на јавноста, па малку повеќе ќе продискутираме на полето на културата. 17 часот и 30 минути. Стартува забавниот дел на отвореното студио. Започнува стандардно со возење со Вучиќ, па потоа ги имаме нашите ексклузивци и секако 18 часот и 45 минути Сергеј Варошлија и неговиот блок мода. Домаќин на вечерното отворено студио 1, колегата Саша Ордановски. Започнува во 19 часот и 20 минути со разговор со Джонатан Кац и Жикица Паговски, двајцата од германскиот Маршалов фонд. Главната тема ќе биде за предизвиците кои што не очекуваат НАТО, односно безбедносниот сојуз во годините кои што следат. 20 часот, време за централниот дневник на 1 ТВ. Од 21 часот повторно колегата Ордановски назад во студиото со разговор со Ѓорѓи Чачкировски, кој пак е експерт за авиација. Главната тема ќе биде дали на вистина на земјава и е потребен нов државен авион. Нешто пред 22 часот ќе ја погледнеме авторската емисија Лица и колешката Анета Кочишки и секако ова отворено маратонско студио 1 се заокружува со дневникот и серијата Викеси. А гостин на Јадранка Костова во петокот и беше Петар Колев, кој што е прв човек председател на Граѓанско-демократската унија. Една година од основањето, ова ГДУ ќе се трка за градоначалничката фотелја во Охрид. Колев вели дека тие имаат одличен кандидат и дека допрва ќе видат како стојат на изборите. Меѓутоа, еве само едно делче од тоа разговорот секако на 1tv.mk или YouTube каналот на 1tv. Партијата е формирана минатата година во март, значи еве неполна една година откако постои Граѓанско-демократската унија. Она што е интересно дека вие ќе имате прво соочување со гласачите и тоа во Охрид. Зошто партијата се определи само во Охрид да ги испита своите сили визави другите партии? За оваа неполна година мислам дека Граѓанско-демократската унија и тимот што ја предводи партијата и јас како неин председател успеавме да завршиме доста работа, како оној дел од нашиот план кој што го имавме, можеби и малку повеќе од тоа. За наша огромна среќа денеска веќе ГДУ е дел од политичкиот живот на Македонија, препознатлива е во општеството.
Оваа година ја поставивме пред себе си амбицијата да реално да ја структурираме партијата на терен. Како успеавте ли? Колку го покривате теренот? Да, започнувајќи со создавањето на локалните клубови во Македонија, веќе во 6 града имаме официјални, поголемите градови ни се први од таргет, имаме официјални клубови, еден од тие градови каде што имаме наш локален клуб е и Охрид. И имајќи предвид дека нашата партија е релативно млада, сметаме дека за нас како политички субјект, поставувајќи си ја целта на структурирање на партијата, првото место каде што треба да се соочиме со поддршката, директна поддршка од сограѓаните, е точно на еден таков тип на локални избори или како што се овие делумни локални избори во Охрид со наш кандидат за градоначалник. Решивме дека нашиот... Очекувате победа во Охрид? Бидејќи, како што реков, тоа е ваше прво соочување со гласачите. Секој пораз ќе деморализира. Ние сме реалисти луѓе, нашиот партиски капацитет од гледна точка на ресурси, можности, не е како на двете огромни партии кои што се во нашиот политички живот, затоа требаше да земеме решение каде ќе ја насочиме нашава енергија. Зошто го избравме Охрид? Бидејќи таму имаме неверојатно силен кандидат. Тоа не се наши тврдења или наши позиции, тоа го покажуваат анкетите кои што беа спроведени на терен во Охрид. Михаил Трендафилов Нанче е човек со авторитет, со достоинство, со чест во градот, неговите активности и во невладиниот сектор, и во политиката, и во приватниот сектор, во бизнисот го докажале тоа. И на анкетите добро стоите. Па од тоа што на оваа етапа дел од анкетите ќе ги зачуваме, сепак кампањата се уште официјално не е започната, но кога ќе бидат објавени официјалните податоци од анкетите, ве уверувам дека сите кандидати да знаат. Да, сите ќе бидете изненадени од тоа како стои Михаил Трендафилов Нанче на тие анкети. Согласно неговите активности и начинот по кој што го препознаваат охриѓани, сметам дека Граѓанско-демократската унија има неверојатно силен кандидат за градоначалник на Охрид. Тој е човек кој што има карактер, има позиција, подготвен е да каже не и на некои работи кои што... Да, тој е таков, охриѓани го познаваат. Тие најдобро можат да кажат за него каков е Нанче и сметам дека Граѓанско-демократска унија воопшто не сгреши што го поддржа за свој кандидат на предстојните избори. Да, исто така гости во петочното отворено студио 1 на колешката Јадранка Костова и беа Совка Дојчиновска-Печинова, која што е актуелен антикорупционер од новиот состав, но и Вања Михајлова, поранешна антикорупционерка. Главната тема, кој правец всушност се движи сега новата антикорупцијска, дали навистина ќе успеат во предизвикот да се сузбие ова голема аномалија во нашето општество и како треба всушност да функционира новиот состав во борбата против корупцијата, дали е и возможно. Неколку своји видувања дадоа како и за борбата со новиот предизвик, актуелната антикорупционерка и секако Вања Михајлова ги сподели искуствата од минатиот состав. Во продолжение ќе погледнеме и дел од овој разговор. Имам впечаток дека деновиве вие сте под канонада на разни представки кои се поврзуваат со вработување на функционерите. Колку до сега имате, нели тоа ви одзима целата енергија во кои другите работи се настрана. Јас денес, како што проверив Бирото за јавни набавки, едно 75 до 80 огласи има за набавки. Точно, констатацијата ви е на место. Навистина сме под канонада и денеска дома во куќата рековме цунами. Буквално цунами, но ќе се сложиме сите дека тоа е една од најболните точки и мислам точки на кои што реагираат граѓаните. Вработувањето кое не допира сите нас граѓаните како поединци и е најподатливата тема кога се доаѓа до реакција на граѓаните. Зато што владе правилото дека партиската книжка железни врати отвара за вработување, токму така. И за се, токму така и ние стапувајќи на функцијата
уште првите 2 дена навистина изреагиравме затоа што јавноста не повика да реагираме на бројните наводи во медиумите за споменатите имиња и вработувањата, релациите. Ама имате од двете партии изгледа и од точно така, од двете партии. И имаме впечаток дека се надпреваруваат меѓу себе и како да се ставени во погон сите нивни партиски структури низ целата држава, да ги собираат податоците од претходното владење и од сегашното владење и кој повеќе информации ќе ни даде и така да списоците двете партии така. Апсолутно. До крај на година ќе имаат секој ден да даваат. Да ви кажам, во моментот од оние што ние сами ги отворивме, веќе ги имате бројките, тоа се околу 60-тина, а веќе вчера и завчера имавме списоци од по 100-тина од едната и од другата страна и така да ние се најдовме навистина испречени пред ова цунами. Ама имате функционери кои не еден член, него не. Појавата е навистина таа е алармантна, ендемска, како сакате наречете ја, синоним на владењето во годините минати и некако не се ослободивме од таа болест. Заради динамика, Михајлова, вие немавте ваква навалица за партиски работи? Ние се бавевме со многу посериозни работи. Ова не дека не е сериозно, меѓутоа ова беше појава која што порано имаше. Меѓутоа знаеме како Ана за 2 децении тоа не станува. Меѓутоа за 10 години не е отворен ама бидејќи се акумулирале работиве, сега пукна. Сега дочека нова корупцијска и уште не седнати уствари да работат, почна со ова навала. Факт е дека 10 години се крие овие работи. Комисијата се бавеше посебно судир на интереси и непотизам, меѓутоа за некоја село, не знам, некоја рурална општина, овие беа недоперливи функционерите. Знаете што, во јавноста повеќе иритира арогантноста на одредени функционери сега. Мислам, кога се попара од нив или дека влијаеле. Па, сестра ми е полнолетна, нормално малолетни не се вработуваат. Или дека не знаат, дека не вршеле влијание, или зарем сега да чекат за да дојдат на функција, тоа е она што иритира. Инаку, доколку се на работни места тие кај што се раководни, фактички преку нив се води политика. Вие преку некого ќе водите одредена политика и она што иритира може што се вработуваат во сите овие профитабилни фирми. Каде што платите се да беше комунална хигиена Македонски шуми, мислам немаше да има реакција, меѓутоа во Македонски шуми е за лотарија за лотарија беше. Тоа во АЕК, во Централен ревизор, во сите овие независни комисии и тие регулаторни тела кај што се никој не ги контролира и платите големи тука е навалата. Додека вие го следевте токму овој дел од разговорот на Јадранка Костова, во студиото со нас е нашиот секако автентичен Славчо Поповски, еден од оние кои што можеби е од најгледаните, еден од оние кои што е најкоментираните, најчитаните секако, да. Славчо, најави едно време кое што од среда натаму би требало да биде како лето во Македонија. Така. Што точно не очекува? Добар ден и поздрав до гледачите. Токму така, значи веќе од среда територијата на нашата држава ќе потпадне под влијание на невообичаено топла воздушна маса која продира од северните предели на Африка и ќе услови невообичаено високи температури кои ќе бидат рано летни, како што кажавме. До колку? И истите ќе се искачуваат во интервалот од 15 до 23 степени, додека во централните и во југоисточните предели истите ќе се искачат до околу 25 степени. Што значи дека ќе имаме претежно стабилно суво и сончево време, повремено со умерена облачност, иако во текот на утрешните доцни попладневни и вечерни часови има услови за локални послаби врнежи од дожд, значи краткотрајни врнежи, претежно во западните и северните предели од државата. Зборуваме за утре да биде со повремени врнежи, меѓутоа после среда локални повремени врнежи, покрај на денот и вечер. Не. Од изминативе денови. Славчо, какви се прогнозите? Овој топол бран до кога би не држал? Што, како што кажав и во најавата, верувам на сите ни одговара. Да. Значи, граѓаните ќе можат да уживаат
цела оваа недела. Вклучително и викендот? Да, и викендот, што значи барем за сега нема некоја најава за некое позначително заладување на времето. Добро. Сега, ако се тргнемо од тоа, од временските услови, кои што секако во текот на неделата нашите гледачи ќе можат да те следат нели на 1 ТВ, ќе се информираат детално. Има едно прашање, Славчо, не се сеќавам како се вика госпогата која што го напиша тоа прашање. Прашањето беше поставено на Facebook страницата на 1 ТВ, да. А примети дека на таму пишува топ фан, што значи една од најредовните гледачки. Таа прашува Славчо Поповски, што е точен, меѓутоа да каже како го прогнозира толку времето, затоа што само во Србија правеле такви графики. Наводно сум ги копирал на србите. Може би му ги даваш на србите? Па да, токму така, значи. Може тие користат од мене информации, не може така. Да. Сега да ја доловиме таа твоја автентичност, мене ме интересира процесот на прогнозирање на времето. Колку треба да се следат тие мапи, што се прави за да се дојде до екзактните бројки? Па вака, јас 24 часа во денот ги следам истите. Ете, тоа луѓето не го знаат. Да. И користам најпрецизните метеоролошки модели, што значи кои бараат многу разбирање и нормално труд. Да, и да расчистиме, Славчо не го предвидува времето, туку само гледа како... И не краде информација. И не краде информација, многу јасно дека не краде информација. Освен кај нас, Славчо, ваквите високи температури се во поголемиот дел од Европа и регионот, или? Да, во најголем дел од регионот ќе биде и уште потопло, значи очекуваме и температури повисоки од нормалните, дури за некаде околу 15 степени. Тоа претпоставуваме на соседна Грција. Соседна Србија, ваму северните наши соседи, додека е исто така и во најголем дел од Европа, иако не толку, сепак ќе бидат надпросечно високи температурите, но ќе биде нешто постудено. Да, иако е се уште, еве, како што и често знаеш да кажеш дека не сакаш многу напред да прогнозираш, меѓутоа со оглед на тоа што март важи, или народски кажано ББ марта како понепредвидлив месец, може ли понадолг рок, да речеме, за 2 до 3 седмици да очекуваме некои нагли промени, како и во однос на температурни разлики, секако може ли да бидеме изненадени со снежни врнежи, можеби, или не? Нормално, може и тоа да го очекуваме, поради тоа што според најновите анализи, некаде околу 15 овој месец очекуваме некоја поголема промена, значи според моменталните анализи, заладување и врнежи. Што значи не е уште она конечно пролетно време. Се уште се можни продори од север, значи студени воздушни бранови кои би условиле зимски температури. Значи се уште да не се опуштаме, да не се опуштаме премногу. Во ред нешто дополнително што секако ќе имаат можности после вестите по детално, по концизно да ја проследат. Јас имам едно прашање. Повели. Кога за време на викендот најави дека од среда не очекуваат летни температури, рече дека не очекува мачно и спарно време. Така. Како го замисли тоа мачно и спарно време? Па тоа е, значи, поради... Ке се одрази на оние кои што имаат хронични... Да, особено врз метеопатите. Така, метеопатите. Да, така, токму тоа е поради релативно високата влажност која ќе имаме во воздухот и токму тоа ги прави овие проблеми. Овие неповолни биометеоролошки услови. Значи сепак и покрај ние што се израдувавме на високи температури и сонце, на некој можеби ќе му пречат драстичните промени. Во ред, мислам дека доволно ни објасни Славчо, како што најавив и после вестите ќе имате поконцизна временска прогноза со сумирани температури нели во сите градови од земјава. Кажавме за наредните денови не очекува убав период, еве според прогнозите на Славчо, богами ќе имаме и убав викенд за сите оние кои што ќе бидат слободни, па на различен начин ќе може да се го поминат. А јас и Чаловски, Славчо, ќе ти кажеме благодарам сепак. Благодарам на вас. Тука се одјавуваме, веќе сите тројца следат вестите со колегата Александар Петрески.